благодарам. Почитувам премиер, јас сум изненадена затоа што очекував малку по-различна реакција од вас. Еве сега ќе објаснам зошто. Еве се ставам јас на ваше место. Значи јас да го вложив сиот свој авторитет и политички кредибилитет во решавање на прашање како што се промена на име на држава, менување на устав, а некој за тоа време, додека тоа го работам, да го има направено ова во една од најважните области во општественото живење, навистина ќе побарав одговорност. Затоа што ова не се мали работи кои што јас ги говорам и не ги говорам јас. Еве јас кажав и Слагена Тасева и сите релевантни чинители од областа на културата. За хонорарите апсолутно не се сложувам. Тоа се луѓе кои што секој ден пишуваат колумни кој колку пари земал хонорари. Зошто пробоно не ја направиле ревизијата за Скопје 2014, барем да дават они единствен влог во културата, затоа што ги знаеме нивните CV-ја. Сите ние што работиме во областа, јас работам безмалку 20 години, добро ги знам кој што има сработено и како. Така да не се согласувам дека баш нешто многу се изработиле за 500 евра хонорар. Господине Заев, Винстон Черчил, кога во екот на Втората светска војна, бил замолен, запрашан да ги скрати финансирањата во областа на културата на сметка на финансирањата за воени цели, одговорил, а зашто тогаш се бориме? Така да џабе се сите борби ако вие изгубите ова. Носители на шарената револуција не беа некои други чинители, туку токму вработените во областа на културата. Затоа очекував од вас барање на одговорност и се надевам дека некој ќе ја понесе поради се ова што се случи до сега. Ви благодарам, немам дополнителни